Околу 200.000 евра Штипската болница е во долг поради неплатени дежурства. Деновиве од Фондот за здравство се очекува тим да извршат целосна анализа во документацијата. Во моментот, единствен излез од финансискиот колапс Штипската болница гледа во Фондот за здравство. Околу 200.000 евра Штипската клиничка болница им должи на своите вработени. На над 400 лекари и медицински сестри во изминатите години дежурствата не им се исплаќале согласно колективниот договор. Се очекува тим од Фондот за здравство да изврши целосна анализа на документацијата, пошто ќе се знае и висината на долгот. Очекуваме у најскоро време да дојдат луѓе контролери кои што ќе пресметаат на нас за 3 години за сите вработени во клиничка болница дали и на колку треба да му платиме. А после тоа веројатно ќе пристапиме кон договори со вработените, секој они што ќе прифатат да го потпишат, да на неколку рати успееме да го вратиме сето она што им било ускратено. Доколку раководството со вработените не се договори долгот да се исплаќа на рати, постои опасност од блокирање на сметката на болницата. Единствен излез од финансискиот колапс раководството гледа во Фондот за здравство. Има генерално првични сигнали дека веројатно ќе пробат да ни помогнат да ни у тој дел со финансиски средства да можеме на рати да ги исплатиме тоа што сме дужни, меѓутоа тоа е се у сферата на подготовки. За сега од Фондот МОЛК нема одговор на прашањето дали имат решение за финансискиот проблем на болницата. Први кои ја тужеа болницата поради неисплатени дежурства се болничарите. Дел од тужбите веќе се добиени, а со помош на извршители успеале да си ги наплатат и за останатите долгови. Министерот за здравство Венко Филипче е гост во редовното саботно интервју на колегите од Радио Слободна Европа. Министре, деновиве јавноста се вознемири по изјавата дека високата стапка на смртност на новороденчиња и родилки е и поради тоа што родилките не водат грижа за сопственото здравје. Дали сметате дека многу поголем е проблемот што 40 општини немаат матични гинеколози, како што ве прозва јавноста, и тоа дека не се исполнети сите услови на гинеколошката клиника во Скопје, во смисла на медицински кадар и други проблеми? Навистина ми е жал што имаше таква реакција, но јас во моето излагање ги спомнав сите фактори кои што влијаат на новороденечката смртност. Се осврнуваме и имаме план за тоа како ќе влијаеме на ниво на гинеколошката клиника во смисла на набавување на соодветна опрема. Веќе се започна процесот со набавување на инкубатори, знаете, порано по 2 новороденчиња беа во еден инкубатор, сега има 16 нови инкубатори. Понатаму имаме план за подигање на нивото на знаењето на докторите кои што работат во таа струка. Со UNFPA започнуваме процес на едукација. Работиме и на примање на нови доктори, како гинеколози по општините, така и на неонатолози во родилиштата. Понатаму ги активираме мобилните гинеколошки амбуланти, сместени во специјални возила на пациентки кои што не име таа услуга достапна. Во таа смисла, воопшто не беше целта некој да се најде навреден, но има еден одреден број на жени кои што првото јавување на гинеколог име на самото породување. Православните христијани денеска одбележуваат задушница во знак на сеќавање на починатите. Задушница е секогаш во сабота, ден кој црквата го одредила за помен и молитва за упокоените. На овој ден се посетуваат гробиштата, каде со молитва, пченица и лепче, осветено со црвено вино, се изразува помен за починатите. На задушница верниците даваат милостина за сиромашните во име на покојните и се молат за покој на нивните души. Денешната задушница секогаш е во сабота и една недела пред прочка која секогаш се паѓа во недела. Од понеделникот по прочка започнуваат големите долги 7 недели. Великденски пости што траат до воскресението Христово Великден. На Штип му е потребен дневен центар за возрастни лица со посебни потреби, апелираат од Сдруженијето за лица со интелектуална попреченост порака. Председателката на Сдруженијето Лилјана Крстева се надава дека локалната самоуправа ќе им излезе во пресрет. Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост во Штип функционира веќе 5 децении.
Состаноците и дружењето овие лица, штитеници на центарот, го реализираат во Сдруженијето за инвалидни организации. Наша цел е Центарот за поддршка на овие лица да ја овозможи излез од дома, прво, второ, дружење на овие лица. Иако многу пати ние ги нарекуваме деца, тие се со умерена и со тешка попреченост. Имаме лица со Даунов синдром, имаме лица и со лесна, но тоа се многу минимален број. Меѓутоа, ние ги прифаќаме кај нас. Овие лица ги оспособуваме за самостојна работа. Додека се во центарот порака, тие имаме волонтер кој работи со нив. Имаме уште 3-4 од волонтерите кои што доваѓаат редовно на главниот волонтер што не е во порака, му помагаат. Она што е горлив проблем на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост е недостатокот на дневен центар за овие лица. Разговарано е со општината и се прават напори Штип да добие посебен дневен центар за лица со интелектуална попреченост. Бевме на разговор кај градоначалникот кој не прими и разговаравме за нашиот главен проблем, тоа е што кај нас недостасува дневен центар за овие лица, како би можеле овие лица што повеќе да ги оспособиме за самостојно живење, бидејќи сите се тие и возрастни, веќе скоро сите ни се над 30 години, меѓутоа и родители се да и се возрастни лица, така да ние сакаме да ги оспособиме за самостоен живот, за самостојно работење. Од порака очекуваат дека локалната самоуправа ќе им излезе во пресвет и ќе се реши проблемот со дневен центар, но исто така се надеваат дека и ќе имаат своји канцеларии каде што ќе можат активностите да ги реализираат без пречки. Инаку штитениците на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост реализираат активности, изработуваат предмети, реализираат самостојни изложби, а исто така се дружат и со штитениците од другите центри во државата. Раководството на средното училиште Искра очекува две големи донации. Едната е за комплетно опремување на кујната, а втората е да се реконструира кровот. Донациите се очекува да се реализираат до крајот на годината. Штипското средно училиште Искра очекува две донации од швајцарска невладина организација. Првата донација која се очекува да ја добијат е во вредност од околу 400.000 денари и е наменета за кујната, каде што секојдневно се приготвуваат оброците за учениците со посебни потреби кои престојуваат во интернатот, а втората донација е за реконструкција на кровот. Бидејќи е во почетна фаза и произволната пресметка е некаде околу 70.000 евра, меѓутоа за да се случи тоа ќе биде направена официјално предна пресметка архитектонска од овластена фирма и во корелација и содейство лично од министрот, т.е. кабинетот на министрот на образование и наука на Република Македонија, се надевам во иднина дека доколку луѓето од Швајцарија останат доследни на кажаното, а се надевам дека е така, дека ќе успееме до крајот на годината да ја реализираме и оваа донација. Во текот на целата учебна година учениците со посебни потреби ќе добиваат и донација во прехранбени производи од шведската невладина организација Хентил Хент, а директорот Арсо вели дека ваквите донации им се добредојдени. Воедно упатувам апел до сите останати организации невладини, фирми од општина Штип, па и пошироко да го следат овој пример и понатаму да не посетуваат и да донираат на нашата установа. Во училиштето Искра учат 60 ученици со посебни потреби од речиси сите градови од источна и југоисточна Македонија. Репроцентар за одгледување на фазани наскоро ќе се изгради во новиот ловен дом во Штипски Судик. За ловците во Штипско мерките од државата за поддршка за развој и напредување на ловството ги отвараат вратите за развој на ловниот туризам. Фазани наскоро ќе се одгледуваат во Штипско Судик. Штипското ловно здружение ја подготвува документацијата за отварање на репроцентар за овој вид на дивеч за кој, како што велат оттаму, речиси го нема во нашите краеви.
Идејата за ова доаѓа по најавата за изградба на нов ловен дом во Судик, а помошта од државата ќе биде добре дојдена. Имаме веќе и подготвуваме проект, ќе го изготвиме и ќе го доставиме до Министерството за да добиеме некои помошни средства, како во пари, така можеби и во некои материјали, да го доработиме. Знаеме дека купивме објект во Судик и веќе работиме на тоа. Министерството за земјоделство во чија надлежност е и ловниот сектор ја усвои програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Со усвоената програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот по заштита во репроцентрите за 2018 година се уредува развојот и унапредувањето на ловството, како и одгледување и заштитата на дивечот по заштита во репроцентрите. Фазанот и ребицата под полошката се мощни ценети ловни примероци. За одстрел на грлици и ребица во реонот на Штипско најмногу се заинтересирани ловци од Грција и Италија. Дневно плаќаат и по 50 евра за одстрелан примерок до најмногу 15 птици. Фазанот е во групата заштитен дивеч и може да се лови само 3 месеци во годината, и тоа од 1 октомври до крајот на декември. Ловните здруженија побараа измени во законот за ловство, со кој тој ќе може да се лови во така наречени полигони за лов и исто како и дивечот во оградените ловишта да може да се лови во текот на целата година. Тоа беше се за денес. Останете со програмата на Ирис телевизија. Имајте убав викенд. Пријатно!